Добар ден, јас сум Милка Јачева Учар од Институтот за македонски јазик и денес ќе ви го презентираме нашето предавање под наслов Глаголицата и кирилицата низ призмата на богатото македонско културно-историско наследство и нивната примена. Во подготовката на ова предавање учествуваа колегите Лазе Трипков и Ласко Ѓуровски, при што јас ќе се осврнам на историскиот дел во однос на овие две наши македонски азбуки Глаголица и кирилица. За глаголицата нешто повеќе и за незината визуелна представа нешто повеќе ќе ни зборува колегата Лазе Трипков, а за кирилицата ќе ни зборува господин Ласко Ѓуровски. Нашето предавање под работен наслов Македонска глаголица, македонска кирилица представува своевидно чествување на двете македонски азбуки, глаголицата и кирилицата. Првата запретена во нашето далечно средновековие под бедемите на древниот Охрид, другата жива, еластична, разиграна, готова да ги прегрне предизвиците на новото време. Глаголицата, која има 38 букви, е нашата трајна врска со солунските словенски учители Кирил и Методи. Таа е азбуката со која светите браќа ги запишале своите преводи на изборното Евангелие, на првиот и тогаш единствен литературен јазик за целиот словенски род, старословенскиот, кој представува отслик на говорот на македонските словени што живееле во 3 села од околината на Солун – Сухо, Висока и Зарово. Врз овој факт се темели македонската теорија за основата на старословенскиот јазик, која ја застапуваат хрватскиот славист Ватрослав Јагич и словеничкиот славист Ватрослав Облак. Со преведените црковни книги, нашите првоучители во 863 година од Македонија тргнуваат во својата света мисија во Моравија за ширење на христијанството на јазик разбирлив за сите словени. Со светите книги запишани со глаголицата, Кирил и Методи со своите ученици издејствувале од папата Адриан II старословенскиот јазик да биде поставен во редот на светите јазици заедно со хебрејскиот, латинскиот и грчкиот. Враќајќи се назад, без својот учител Кирил, кого ќе го погребаат во Рим во 869 година, прво во Панонија, а потоа и во Моравија, учениците ќе ја продолжат својата просветителска мисија во исклучително тешки околности, се до смртта на постариот од првоучителите Методи во 885 година. По смртта на Методи, за нив ќе настапат уште потешки времења, па ќе бидат протерани од Моравија. Еден од најдаровитите ученици на светите браќа, Климент, заедно со Науми Ангелари, преку Белград ќе пристигне во бугарската средновековна престолнина Плиска, каде што кнезот Борис организирал акција за ревизија на словенските преводи. Според академик Петар Христо Илиевски, таа работа изгледа му била доверена на свети Климент Охридски, кој не можел да се согласи со сите барања на дворот и на грчките црковни раководители, особено не со тенденциите за промена на глаголичкото писмо. Па затоа тој бил отстранет или поскоро прогнат во најоддалечениот крај на државата во Охридско-Деволската област. Најревностниот поборник на Кириловото глаголичко писмо и дело, Климент, сигурно му се спротивил категорички и порано на кнезот Борис, заради што бил отстранет од престолнината. Со оглед на сето тоа, вели Илиевски, тешко може да се допушти дека меѓу него, значи меѓу Климент и кнезот Борис, спонтано дошло до некаков доброволен договор и обмислен план за негово испраќање во Македонија. Но Борис, како опитен и далековит дипломат, не го отфрлил Климента, ами му дал услови за работа само во зафрлен провинциски крај, далеку од престолнината.
Значи го испратил во Охрид, каде што подоцна ќе му се придружи и Наум и ќе ги постави основите на Охридската книжевна школа. Од оваа школа потекнуваат најстарите евангелија запишани со глаголица: Зографско, Мариинско и Јасеманово евангелие, сите настанати во 11 век. Глаголицата во Охридската книжевна школа ќе се применува до крајот на 11 и раниот 12 век, односно уште 2 века по нејзината замена со кирилица, која се случила 30 години по Моравската мисија, односно во 893 година со решение на највисокиот тогашен орган црковно-народниот собор. Од тогаш па наваму, Охрид ќе врзе и ќе израсне во еден културен и духовен центар, кој со право ќе го понесе епитетот Словенски Ерусалим, но во кој за жал до ден денес не е актуализирана глаголицата во смисла на нејзина културна промоција како дел од богатото македонско средновековно книжевно наследство. Македонската кирилица, како и секое друго писмо, има свој историјат. На македонска почва тој историјат започнува со епиграфскиот споменик, познат под името Самоилова надгробна плоча од 993 година, како и со најстарото кирилско четворо евангелие од 12 век Добромировото, во кое се одразени јазичните црти на македонската црковнословенска варијанта. Прескокнувајќи ги вековите што следуваат, во кој главно се користи црковнословенската кирилица, стигнуваме до 19 век, во кој нашите автори, како што се Крчовски, Печиновиќ, Жинот, Синајцки, Жинзивов, Миладинов, Прличев и други, во своите книжевни дела, по свое видување, си прават собствени јазично изразни идиоми што ги представуваат ни своите собствени своевидни правописи, како и ни собствениот подбор на букви за бележењето на гласот Ј, како и на гласовите што ги нема во старата кирилица, како што се К, Г, Л, Њ и Ч. 20 век е оној најзначајниот за македонскиот јазик и за неговото кирилско писмо. Во самиот почеток на овој век се појавува Мисирков, кој со својот кристално чист став за изгледот на современиот македонски јазик ги потврдува ставовите на Пулевски од 80-тите години на 19 век за посебноста на македонскиот јазик, кој не е ниту српски, ниту бугарски, ами свој македонски. 4 децении подоцна, визиите на Мисирков ќе се материализираат во решенијата од првото заседание на АСНО од 2 август 1944 година, за тоа дека во основата на македонскиот литературен јазик треба да се најдат говорите од Централна Македонија, а писмената реализација да се одвива со македонска кирилица, ослободена од црковнословенски анахрони графемски решенија, туку врз современ фонетски принцип, што значи секој глас да си има своја буква, со што 44 букви од црковнословенската кирилица се сведуваат на бројката 31, колку што изнесува бројот на буквите во современата македонска азбука. Сега го поканувам колегата Лазе Трипков да ни го представи својот дел од ова наше предавање. Благодарам многу, Елка. Добар ден на сите, моето име е Лазе Трипков, работам како графички дизајнер и вонреден професор сум по дизајн на Факултетот за уметност на Меѓународниот Балкански универзитет. Благодарам на Елка за воведот во однос на она за кое што денеска ќе се обидам да ви го приближам како проект на активност која што ја започнав уште пред еден извесен временски период, кој што направи синергија меѓу сите нас тројца и искрено многу се радувам дека ќе имаме можност да го презентираме подкрепено со визуелни решенија и визуелни продукти. И сега би сакал, ако може да ми дозволите, да преидам на мојата презентација,
која што ќе се осврне на фактот на на македонската глаголица. Она што мене најмногу ме фасцинираше во однос на глаголицата е пред се незината визуелна и графичка форма и начинот на кој што таа е екзекутирана и изведена, следејќи ја многу едноставната семантичка вредност во однос на начинот на кој што знаците биле визуелно представени. Има неколку историски компоненти во однос на причините зашто настанува кирилицата, глаголицата. Меѓутоа за тие детали ќе зборувам малце по-прецизно на самата конференција, каде што ќе имаме и повеќе време за да го инспирираме нели и вашата публика, а секако и стручната јавност. Меѓутоа, глаголицата за мене како графички дизајнер представува неверојатна инспиративна форма, која што прати одредени графички решенија, односно форми кои што потекнуваат од основните параметри на теоријата на графичкиот дизајн и на уметноста, а тоа се кругот, квадратот и триаголникот. Кога правев истражување поврзано со глаголицата, видов дека на некои места се сретнува и како кириловица како запис. Тоа дополнително ме натера, нели, јас како уметник и дизајнер да одам малку подлабоко во однос на моите истражувања и она што успеав сам да го заклучам на некој начин и од податоците кои што ги имав на располагање, дека тоа се знаци кои говорат. Всушност, нели, глаголицата сама по себе, глаголи значи да зборуваш. Она што е многу инспиративно од аспект на ликовност е начинот на кој што визуелно постоела тенденција сите тие решенија да се покажуваат, да се представуваат на јавноста. Карактеристично е тоа што во современата историја на уметност, за жал, ние можеме да пратиме само решенија како примери кои што служат во обликувањето на визуелната култура и естетика на Европа. Меѓутоа, во случајот, овие визуелни решенија кои што се многу значајни за периодот на развој на глаголицата и на писменоста, а дополнително понатак и во однос на богомилското движење, се практички всушност овие кодекси, односно евангелија за кои што и Елка предходно спомна, каде што самите автори во однос на екзекуцијата се труделе и визуелно графички на пергаментите кои што ги користеле да ги приближат за луѓето со тоа што илустрирале одредени детали. Ова може да се сретне во раната Ренесанса во Италија, меѓутоа многу подоцна во 13-тиот и 14-тиот век и од тој момент натака графички теоријата на уметноста ги обработува како почеток на визуелната естетика, односно развивањето на визуелната естетика во Европа. За мене македонската глаголица, покрај тоа што има одредена символичка вредност, сепак има и функција која што детерминира определување на еден сериозен знаковен систем, кој што носи во себе одредени графеми или грами кои што се ликовно и графички обликувани, односно одредени визуелни представи на форми кои што се едноставни во однос на забележувањето и пренесувањето на начинот на кој што ја носат символиката, дополнително што поседуваат и одредена христијанска символика која што имала за цел, нели, во тоа време да ги елиминира оние политички влијанија од соседите, впрочем многу слична е состојбата како и денеска. Системот кој што глаголицата го обработува, всушност оние моменти кои што ги напоменав во однос на линиите, односно основните форми во уметноста, кругот, триаголникот и правоаголникот, односно квадратот, можеме да ги забележиме и тука, меѓутоа не може да се утврди некаква континуирана определба во однос на начинот на кој што стандардно се поставени, па дека тоа се води во одреден блоковен систем, како што
денеска се користи во однос на креирањето на модерните фонтови, меѓутоа она што е многу битно е и она што фасцинира е всушност азбуки, веди, глаголи, добро е живети, каде што самата азбука како што почнува, односно глаголицата како што почнува, таа всушност кажува тој што знае да чита букви, што знае да зборува, тој добро ќе живее, како да се одредени форми, односно пораки пренесени до општото население во однос на начинот и потребата која што тие треба да ја осознаат, а да бидат поблиску до Бога. Се сретнуваат два различни типови на глаголици, имаме обла и шилеста. И она што на кое што јас ќе се фокусирам до крајот на мојата презентација е мојот обид визуелно и графички да ја констатирам во една форма која што ќе ми овозможи полесна трансформација на истата во фонд за секојдневна употреба, меѓутоа во исто време истакнувајќи и незината семантичка улога со додавање на одредено појаснување која што ја приближува глаголицата како естетска вредност или како форма. Па тука може да видиме дека всушност во еден круг се опишани елементите кои што ги сретнуваме во природата, духот, водата и оганот, кои што имаат многу длабока символика во православието и се елементи кои што графички многу добро ликовно ја доловуваат таа естетика. Ние денеска збориме за естетски форми на европските земји кои што го наметнуваат трендот на визуелна представа како универзален во однос на фокусот, меѓутоа начинот на кој што ние не го земаме во предвид нашето историско и културно наследство, прифаќајќи ги многу лесно формите кои што доаѓаат надвор, едноставно прави ексклузија на самиот простор во однос на себе перцепцијата, разбирањето за самиот себе и начинот на кој што би можеле да се визуелно приближиме во однос на сето тоа. Она што мене најмногу ме фасцинира покрај незината примена, функционалност, исто така незината употребливост и минималистичката естетика. Многу е интересно што ние денеска живееме во време каде што пораките и начинот на кој што пораките се менуваат или се пласираат до публиката или конзументите или уживателите во не само на уметноста, него воопшто во општеството, е потребата да се искомпликуваат одредени работи и јас глаголицата ја зимам како еден мотив кој што треба да посведочи за незината практички универзалност и безвремен концепт. Ова е првиот плакат кој што го направив за време на ковидот, кој што ми укажа на мене всушност дека луѓето многу малку се информирани во однос на начинот на кој што ние го доживуваме 24 мај, кој што е празник на сесловенските просветители, на браќата Свети Кирил и Методи, каде што воедно на истиот тој празник се честита глаголицата. И се извинувам, кирилицата. И тогаш го направив овој плакат, каде што го честитав празникот, пробав да направам одредено истражување и уствари увидов и можам да слободно да констатирам дека не само кај нас во Македонија, него генерално и во словенскиот свет, перцепцијата за светите браќа Кирил и Методи е дека тие ја изработиле, односно ја креирале кирилицата, а не глаголицата. Периодот кој што следеше подоцна после плакатот беше многу инспиративен. Мене, веројатно, ова ми е едно од посериозните истражувања кои што во континуитет ги работам 2 години. Пробувањето е да ја дефинирам формата, односно значењето на самата буква во контекст на незиното значење беше нешто на кое што морав да посветам најмногу внимание, заради тоа што прво изворите кои што ги имав на располагање беа многу ограничени. Во тоа време, за жал, и подоцна оние извори кои што беа достапни беа најчесто во дигитален формат, меѓутоа немаше можност да се разгледаат малце по-обсежни размислувања, но со моето учество на една конференција во Москва минатата година, всушност дојдов до некаков заклучок дека овој систем не само што
е многу функционален и вонвременски, е нешто што може да и помогне на Македонија во однос на презентирање, многу помотно визуелно презентирање и прифаќање прво од словенскиот свет, а понатака и од се останато, заради тоа што и самиот графички дизајн како универзална форма е посветен на решавање на проблемите. Па така почнав да ги развивам и останатите плакати и тука може да видите дека ова е првата буква, всушност буквата јас, во која што одредени извори до кои што доаѓав беа составен дел од моите лични креативни рефлексии со тоа што се трудев на самата буква да ја дадам дополнителна вредност, меѓутоа да не ја оптеретам и графички и да го приближам значењето. Буквата А, ас или јас се однесува на почетокот, се однесува на човекот, има поврзаност помеѓу човекот и религијата, врската дури и во хироглифите, па и во останатите писма, конструкцијски секогаш почетокот, односно првата буква, значело поврзувањето на човекот и небесните боговите кои што биле на небото, а измеѓу бил тој простор кој што секогаш постоел за некаква комуникација, па буквата Б како буки, односно букви, и самото објаснување е наведено на секој плакат поединечно. Понатака буквата Г глаголи, зборувајте се како птица, да читаш, да зборуваш, да разбираш, односно да глаголиш. М како мислите, старословенското име на М означува да мислите, нели, моќта на умот, кралеви на душата, а оваа буква ја посветувам на Македонија и таа буква практички и најдем на многу голем позитивен фидбек од страна на дизајнерите и на општата јавност. Понатака имаме буквата О и Он. Овој знак послужил за формирање на останатите знаци во цело, заради тоа што е знак кој што е составен во една кружна форма и од тука фрагментите кои што излегуваат и од одредени псалми и текстови во однос на појаснувањето на самите букви, заради тоа што глаголицата покрај тоа што има знаковна форма, таа има и цифрена форма. Секоја буква има свој број, меѓутоа секоја буква исто така представува и дел од одреден поширок контекст во однос на кој што има и сакрален, меѓутоа и религиски акцент. Буквата З како земја, ние сме земјата и ние сме свјат. Ова е еден генерален приказ на самата глаголица и буквите, како тие визуелно изгледаат. Ова се некои графички и визуелни обиди за нејзина доработка, примена нејзина, која што морам да признам, кога го работев овој проект, добив многу понуди од Бугарија за употреба и да ја откупат да го откупат овој мој проект за употреба на промотивни материјали, а за жал после 2 години се уште останувам убеден дека ова може да се спроведе тука кај нас и дека треба да се најдат институционални решенија и денеска кога сме во таа состојба во која што сме, со сите политички притисоци кои што лично ги живееме, мораме да се обидеме на еден визуелен, односно да употребиме улогата на графичкиот дизајн и да се избориме за својата вистина преку решенија кои што ќе бидат апликативни, меѓутоа употребливи и во исто време и посакувани од страна не само на туристите, него и на младите генерации кои што ќе може да го употребуваат. Би сакал да ви се заблагодарам на сите за вниманието. Она на што ние остануваме посветени сите заедно е на промоција на нашата мисија. Искрено се радувам што ќе бидеме дел од семинарот и ви благодарам многу, а би сакал сега да го поканам колегата Ласко Ѓуровски кој што ќе продолжи за делот за македонската глаголица. Моето име е Ласко Ѓуровски, јас се занимавам со графички дизајн и типографија. Во мојата работа фокусиран сум на истражување на македонската кирилица, поточно на македонската кирилица во дигиталната технологија, односно употребата на македонската кирилица денес.
За потребите на моето истражување, направивме една анкета во текот на 2020 година, во текот на летото, со едно единствено прашање. И тоа, што пишува тука? Инаку, овој збор е отчукан на компјутер со употреба на фонтот Myriad Pro Italic, а напишано е со тастатура со македонска поддршка. Ова е резултатот на тие 4 букви кои ќе ги откуцате на тастатура со македонска поддршка. Ова е резултатот од таа анкета. Број на испитаници беше 1000, а возраста на испитаниците беше различна од 10 до 70 години. Свесно ги одбравме различните години за да видиме како они ќе одговорат на ова прашање. Резултатите беа многу разочарувачки од мој аспект, затоа што 68,4%, односно 684 испитаници, одговорија дека тука пишува тато. 31,6, односно 316 испитаници одговорија дека тука пишува мамо. Меѓутоа, тие нагласија дека читаат на латиница. Возрастната граница на испитаниците кои тврдеа дека пишува тато се движеше до 40 години. Значи, сите помлади испитаници веднаш прочитаа тато, односно погрешно, затоа што овде во овој збор двете букви, првата и третата, се всушност бугарски букви, односно не се напишани точно онака како што треба да се напише на кирилица, иако е одбрана тастатура со македонска поддршка. Повозрастните испитаници точно прочитаа што е напишано на примерот, меѓутоа со претходно прашање дали зборот е напишан на кирилица или на латиница. Од ова можеме да се огледаме една ситуација сега по македонската кирилица, која е сега во една ситуација кога е постојано напаѓана, особено во дигиталните медиуми, од присуство на кирилични фонтови, кои всушност се декларираат како кирилични, меѓутоа воопшто не се одветствуваат со македонската кирилица. Односно, тие се кирилични фонтови кои содржат кирилични знаци од другите кирилични писма. Со самото тоа, доаѓаме во ситуација да кога некој ги употребува, наидува на букви кои не припаѓаат на македонската кирилица и со самото тоа се ствара забуна во читањето при употреба на вакви несоодветни фонтови. Ние имаме општа законска поставеност за македонската кирилица во Република Македонија. Прашањата кои сакам да ги отворам одат во насока како веќе постоечките стандарди на нашата азбука да се применат во информатичката технологија и при тоа да функционираат како системско решение, поради забележани одредени недоследности во нејзината практична употреба. Решенијата и документите кои ќе ги презентирам подолу, на нив е представен изгледот на македонската кирилична азбука. Ова е првиот документ од Президиумот на АСНОМ, датира од 16 мај 1945 година и тука е представено визуелното решение на македонската азбука. Предпоставам дека е технички проблем и заради тоа тука не е представена буквата Н. Мислам дека е пропуст во изработката на фотографијата за оваа представа на кирилицата. Ова е исто така друго решение со истата намена. Македонската азбука е овде исто така представена, како што можеме да забележиме, во горниот дел се представени ракописните букви, а во долниот дел се напишани така наречените штампани, односно печатни букви, како што подоцна се нарекуваа. Тука можеме да приметиме со оглед на тоа што подоцна ќе зборувам за еден од нотираните проблеми и недоследности, дека буквата Ш е напишана со цртичка во делот на ракописната представа на азбуката, буквата Ш е напишана со цртичка под неа. Ова е како е објавен приказот на азбуката во Вестникот Нова Македонија
Односно, тука е представено решението на Народната влада на Федерална Македонија за македонската азбука. Има тука некои работи кои сакам да ги нотирам, односно малата буква Г не содржи цртичка над неја, значи содржи само вертикална црта како надграден знак, и големата буква Ја, што моje лично мислење дека се работи за технички пропуст, е изедначена со висината како малата буква Ја, а исто така малата буква Ја нема точка над неја. Во поглед на представата на печатните букви нема недоследности, тие изгледаат сосема солидно и точно така како што треба да изгледаат во македонската кирилица. Ова е изгледот на буквите на македонската азбука објавен во правописот на македонскиот јазик од 2017 година. Приметуваме тука исто така недоследности во делот на представата на ракописните букви. Тие недоследности се на неколку букви презентирани. Приметливо е на големата буква Г дека долниот дел и горниот дел се споени, што доведува до забуна, и исто така и големата буква Ѓ се споене горниот дел и долниот дел на буквите се разликува од останатиот концепт на тоа како се напишани буквите во ова ракописна азбука. Истото тоа се случува со буквата П и буквата Т. Овде можете зголемено да ги видите тие недоследности за кои зборувам. Меѓутоа, појасно ќе се видат и ќе се презентираат во понатамошниот дел, каде што е презентиран изгледот на македонската азбука. Ова е начинот како нашата азбука е представена во учебниците моментално, или во тие тетрадки специализирани кои се презентираат во школите за изучување на пишувањето на македонските ракописни букви. Како што можете да приметите, тука редовно се појавува недоследноста кај малата буква Б. Малата буква Б, каква што е тука напишана, не ја сретнуваме на ниедно друго место, и ова е сосема погрешен пристап, особено кога се однесува на тоа дека децата од тука треба да извлечат визуелна представа како таа буква треба да изгледа. Истото се случува и во други учебници, меѓутоа единствената разлика што овде можеме да ја приметиме, дека тука на десната страна малата буква Ш е напишана со цртичка под неа. Ова што претходно беше презентирано е состојбата, на кратко илустрирана состојбата со изгледот на македонската кирилица и македонските букви, онаква каква што денес е представена. Понатаму сакам да продолжам со предлог препорака како кирилицата треба да биде дефинирана и документирана во соодветните државни институции. Пред се треба да се дефинираат основните категории на фонтови и изгледот на македонската кирилица во тие основни категории кои функционираат во дигиталната технологија денес. Се работи за sans serif, serif, slab serif и script фонтови, тоа се основните 4 категории. Понатаму ќе ги презентирам изгледот на буквите на македонската кирилица категоризирани според овие фонтови. Вака би требало да изгледа македонската кирилица во фонтот sans serif. Ова е стилот италик од истиот фонт sans serif. Ова е стилот од фонт што припаѓа на категоријата slab serif. Ова е slab serif италик, односно искосени букви. Ова се категорија на серифни букви. Ова е категорија на серифни италик букви, односно искосени. Ова е изгледот на ракописните букви и тука можете да ги видите оние недоследности кои ги спомнав за спојувањето на долниот дел и горниот дел на буквата. Тоа го видовме претходно за буквата Г и буквата Г. Исто така буквата Т и П зборувам за големите букви. Овде се дадени две алтернативни букви за изгледот на малата буква Ш. Едниот карактер не содржи цртичка долу, а другиот карактер содржи. Малку подолу ќе објаснам зошто е тоа така направено. Ова е монолайн верзија на истиот фонт и сега ќе ја презентирам разликата меѓу македонската кирилица споредена со сите други кирилични писма. Македонското кирилично писмо се разликува од сите други писма по буквите кои се карактеристични само за него.
Тука на оваа табела може да ја видите споредбата на македонската кирилица со бугарската, српската и руската кирилица. Буквите што се на првиот дел на табелата обоени со црвена боја ги представуваат македонските букви кои се различни од сите други кирилични писма, односно ги содржи македонската кирилица. Некои од овие букви ќе приметите дека се потполно исти, особено со српската кирилица, каде што со која имаме најмногу сличности, односно македонската и српската кирилица се разликуваат само во изгледот на две букви, на Г и Дж. Македонското кирилично писмо е уникатно и особено сакам тука да ги потенцирам разликите меѓу македонската кирилица и бугарската кирилица со презентација на оваа табела, каде што можете да забележите дека на левата страна на табелата со црвена боја се обоени сите оние букви македонски кирилични кои се разликуваат од бугарските кирилични букви, со цела почит кон сите кирилични писма во светот. Македонската кирилица има букви кои се карактеристични само за неа и со тоа тие не прават уникатни во светот на кириличните писма. Што можеме да направиме за правилно да ги пишуваме македонските кирилични букви? Прво, треба да се потрудиме да употребуваме фонтови кои содржат автентични македонски кирилични букви, што би представувало секако најсоодветно решение. Меѓутоа, можеме и поединечно да ги уфрдуваме македонските букви преку палетата Glyphs во апликациите на Adobe, што би било многу бавно решение, или да користиме скрипти за автоматска замена на бугарските или руски букви со македонски букви. И како четврто, можеме да ништо не направиме, што би било секако најбрзо решение, но погубно за македонската кирилица. Овде го презентирам начинот на кој може да се уфрлат македонските букви од палетата Glyphs. Односно, сите оние палети кои ги спомнав во претходните примери, тука се содржани и тие можеме да ги употребиме на овој начин. Недоследностите кај некои букви можат да се исправат со дигиталната технологија. Например, цртичката под малата буква Ш, што ја спомнав претходно, може да биде дефинирана на тој начин што компјутерот автоматски ќе ја замени на оние места каде што имаме нечитливост поради таа причина и тогаш компјутерот автоматски уфрлува буква Ш која содржи цртичка испод неа. Исто така буквата Б кирилична, која е многу слична со бројот 6, треба да се најде, да се испишува на начин како што е тука представено во вториот ред, за да ја избегнеме она забуната која се ствара ако се таа буква се напише до бројот 6. Истото се случува со разликата меѓу големата буква З и бројот 3. На овој пример може да приметите која забуна може да се створи ако се најдат тие напишани една до друга. Значи овие два карактери еден до друг. Се поставува прашањето дали има трајно системско решение за правилна употреба на кириличните македонски букви. Да, секако дека има. Затоа, неопходно е прво да се дефинира изгледот на секоја македонска кирилична буква поединечно и тоа да се документира во соодветните државни институции, а исто така неопходно е да се купи соодветен уникот број за уникатните букви на македонската кирилица. Вака би требало да се дефинира изгледот на секоја буква поединечно и тоа да биде дефинирано со документи презентирани во нашите соодветни институции. Се однесува за сите категории на фонтови. Тука се представени уникот броевите која секоја буква кои секој код буквите треба да го поседуваат за да можат да бидат адекватно презентирани во дигиталната технологија. Ова е табелата која ги содржи сите букви потребни за дефинирање на македонската кирилична азбука, точно така како што треба. И можете да приметите дека единствена буква која тука не е обоена со зелена боја, односно единствена буква за која треба ние да купиме соодветен уникот број, е малата буква Ѓ. Со купувањето на соодветен број за малата буква Ѓ, можеме да го дефинираме решението на тој начин што системски би се поддржала македонската тастатура која ќе одбереме за пишување на македонски јазик. Со таа тастатура ќе можеме да ги пишуваме карактеристичните македонски букви. Се надевам дека ќе се најдат сили во нашата држава да овие
тековни проблеми се решат и македонската кирилица да го добие она место што го заслужува во светот споредена со другите кирилични писма. Затоа сакам да апелирам да ги употребуваме правилно македонските кирилични букви, да ги афермираме заедно со македонскиот јазик и да ги потврдиме во светот како скапоцена придобивка од една стара култура и цивилизација која заслужува почит и поклонение. Ви благодарам.